А прва жртва на новата власт, предводена од СДСМ уште од првиот ден, беше пратеникот Александар Николовски, кој е назначен за македонски амбасадор во Брисел. Ден по доаѓањето на власт, СДСМ со сите средства, па дури незаконски, се обиде да го спречи Николовски да замине. Токму на оваа тема вечерва гостин во вестите на Алфа е Николовски. Добре дојдовте. Да ве прашам прво, до каде е процедурата сега? Процедурата е целосно завршена. Имено согласно Законот за надворешни работи беше постигнато усогласеност помеѓу владата и претседателот на Република Македонија за моје именување. Потоа беа побарани агремани од страна на Европската унија. Истите на 11 ноември Европската унија ги даде. Потоа согласно законот има еден процес на подготовки во Министерството за надворешни работи, кои што исто така беа завршени. Согласно истиот закон, членот 39, остана уште да се представат тезите пред матичната комисија во Собранието на Република Македонија, имајќи предвид она што се случуваше во Собранието и тоа што повеќе од 6 месеци комисиите не беа формирани по парламентарните избори, целиот процес малце се одолжи, но на крајот беа представени тезите во Собранието на Република Македонија, така што од наша страна, како држава и од моја страна, целиот процес е завршен. Сега останува уште оној технички дел на упатување во кој што претседателот на државата треба да е формално информиран од владата дека подготовките се завршени, да подпише указ и потоа претседателот подпишува, министерот парафира акредитивно писмо со кое што практично се презема должноста. И тука е оној момент каде што сега, за жал, владата кочи, односно не сакаат да ја довршат овој технички дел од процедурата, односно да формално го информираат претседателот и да го парафираат. Како што прават? Што се случува? Едноставно кажа, има неколку обиди, јас дел од нив ги презентирав и на македонската јавност. Прво, имаше еден незаконски обид на владата на Република Македонија на седница на влада да донесе заклучок за прекинување на постапката. Она што е интересно е дека правејќи го тоа не цитира ни еден член од Законот за надворешни работи или од Уставот на Република Македонија кои што ги уредуваат меѓународните односи на Република Македонија, според кој член го прават тоа. Понатака на самата таа одлука не беше подпишан претседателот на владата како што е ред, туку ја подпиша генералниот секретар на владата и на крајот претпоставувам сакајќи да покажат дека тоа се случило еден ден пред одржувањето на комисијата за надворешни работи, со пенкало практично ги променија датумите. Јас го имам тој документ, еве тука, и тој е достапен, така што многу јасно се гледа како за жал е направена оваа работа. Откако претпоставувам увидоа дека ова е незаконски, слушнавме апел во јавноста дека е добро можеби да си поднесам оставка или да се повлечам. Така што, за жал, јас и го споменав ова и претходно, најголема штета има угледот на Република Македонија. Имајќи предвид дека мисијата во Брисел во моментов е најзначајна затоа што сакаме да почнеме преговори со Европската унија. Еден од условите за почеток на преговори и потоа да ги водите успешно е државата да има позитивен углед или имидж во европската јавност. Има реакција од Брисел во врска со вашето? Реакции има многу. Голем дел од нив се приватни, стигаат до мене од дипломати, од политичари, од земји членки на Европската унија, од дипломати и од политичари од самата Европска комисија. Она што беше јавно е писмената декларација за заштита на угледот на македонската дипломатија, која што ја подпишаа 54 пратеници од 22 европски земји, од сите 5 политички групи кои што функционираат во парламентарното собрание на Советот на Европа. Тоа во исто време мислам дека е еден позитивен сигнал, затоа што толку луѓе застанаја зад моето именување таму и побараа да не се руши углед на македонската дипломатија, но во исто време сметам дека е и, ако сакате, еден сигнал кон Министерството за надворешни работи и владата дека вакви работи не смеат да се повторуваат во иднина. Јас се надевам дека ова ќе е прв и последен случај таков. Владата се уште има можност да го поправи и имиджот на државата и својот имидж, можат веднаш да ја одблокираат постапката и Македонија да биде представена на највисоко ниво во Брисел, затоа што во овој момент, за жал, Македонија нема свој амбасадор и шеф на мисија во Брисел. Во исто време, писмена декларација да подпишат 54 луѓе од 22 европски земји, сите тие се влијателни во своите земји. Мислам дека треба да биде едно подсетување на владата
дека многу тешко се градат пријателства, дека многу тешко се гради имидж на државата, особено мала држава како што е Македонија, со голем број на проблеми кои што ги има и со соседите и внатрешно политички. Спомнавме Брисел, се одржа после подолго време Советот за стабилизација и асоциација. Таму стигнаа првите критики за новата влада. Кои беа тие? Прво, мислам дека е добро што се одржа Советот. Тоа е една форма во која што Владата на Република Македонија и Европската комисија водат диалог, се носат исклучително значајни заклучоци кои што треба да помогнат во нашиот пристапен пат кон Европската унија. Како што споменавте, веќе стигна и првите критики. Првите критики се однесуваат на делот на администрацијата, на овие избрзани и прекумерни промени, без разлика дали се работи за сите членови на управни и надзорни одбори кои што ги именува владата, вклучувајќи тука и членови на надзорни тела кои што имаат цел да бидат независни, непартијски, да го наблюдуваат работењето на државните органи. Понатака разрешувањето на голем број на директори на јавни институции. И она што е незначајно, што го критикува Европската унија, не е тоа што владата направила потек на разрешување, туку тоа што нема никакво образложение за тоа, нема никаква причина за тоа и воопшто во јавноста не е образложено зошто тоа се прави. А имајќи предвид дека е направено во една таква нетранспарентна постапка, го доведува кредибилитетот на целиот процес под прашање. Имаат ли механизми да го спречат тоа? Видете, ние сме во процес на практично очекување да почнеме преговори. Знаете дека Европската комисија изготвува извештај за Македонија. Овој пат ќе биде некаде пролетта следната година. Сакаме и да ја потсетам јавноста дека во 2014 година Македонското собрание усвои нов закон за јавна администрација, кој што беше работен заедно со Европската комисија, кој што исклучително високо беше оценет и кој што воспостави едни мери стандарди на напредување во јавната администрација, што значи и со тој закон ние пресековме еден процес кој што може би требало и од 44-та година, а тоа е една партократија која што владееше во Република Македонија, а тоа е најместо најспособните да се бидат оние кои што се најблиски на партијата која што во моментот е на власт. Тоа функционира веќе 3 години, функционира одлично, има јасен процес на вработување во јавната администрација, каде што целта е оние кои што се неквалитетни да бидат вработени, има јасен процес на именување на државни секретари како шефови на администрацијата во министерството и јасен процес на именување на раководители и директори на одредени институции. Тој закон беше потенциран и во извештајот на Прибе и во итните реформски приоритети како добар закон и закон кој што треба да се примени. Јас се надевам дека владата ќе го почитува тоа и ќе ги почитува итните реформски приоритети и ќе го примени законот. За жал, овие први чекори говорат нешто спротивно. Слушам дека има и одредени закони кои што се предложени во Собранието на Република Македонија кои што одат кон дерогирање на овој закон кој што беше донесен во 2014 година. Тоа би било еден погрешен потек. Реакции веќе и слушаме реакции од комесарот Хан, слушнавме реакции од одредени други европски дипломати, така што сметам дека владата многу сериозно ќе ги свати дека ќе го поправи своето однесување. Последно прашање на актуелна тема од денес. Српската православна црква пак забрани славење во Прохор Пчински на Асном. Некако се добива впечаток дека во овој рок од месец-два нова влада успеа некако со сите соседи да им ги зголеми апетитите кон Македонија. Асном или она што се случило на 2 август 1944 година е еден од темелите на Република Македонија и сметам дека е празник за кој што треба голем пиетет да имаат и нашите соседи доколку сакаат да ја почитуваат Македонија. За жал, политиката на Српската православна црква е останата некаде во 19-тиот век, кога околните православни цркви се обидувале да завладеат со делови од Република Македонија. Јас го слушнав патриархот Иринеј, кој што кажа дека бараат од владата да се испорачаат одредени услови како би можело да се слави таму, пред се поврзани со свештениците. Сметам дека тоа е нешто што е недозволиво. Прво, владата не може да се меша во црковниот живот, а второ, она што го споменавте вие, мислам дека до некаде треба и сериозно ние да ги преиспитаме нашите политики, затоа што ако доволно брзо правите договори со соседите кои што немаат честни или добри намери кон вас и при тоа правите концесија 100% во корист на соседот,
тогаш секако дека растат апетитите, така што можеби патриархот видел што се случува во овие 2 месеци по однос на одредени други прашања со соседите и можеби почувствувал дека ова е вистинскиот момент. Сметам дека прави грешка и дека едни исклучително добри односи помеѓу македонскиот и српскиот народ со едно неодговорно однесување се обидува да ги наруши, но тие односи се цврсти и мислам дека нема да може да се случи таа работа и мислам дека е добро да ги отвори портите на манастирот како би можеле достоинствено да го прославиме првото